Добре дојдовте назад во Шпанија. Денеска на тест ги имаме 15 најефтини автомобили кои може да се најдат на пазарот на струја. Процедурата на тестовите е многу едноставна. Ќе ги употребуваме во реални услови, во реален сообраќај и ќе видиме колку ќе потрошат струја и колку ќе поминат километри. Условите ни се идеални за тестирање, како температурата, но и локацијата. Ќе ги донесеме овие автомобили од полна батерија на празна. Ќе видиме колку ќе потрошат и ќе видиме како ќе се однесуваат. За да се организира еден ваков тест, потребно е многу труд и големо залагање. И на пазар, каков што е Шпанија, не е едноставно на едно место да се донесат 15 електрични автомобили од различни марки и класи. Вториот предизвик беше опремувањето на сите автомобили со адекватни уреди кои ќе ја мониторираат телеметријата и протокот на енергија со цел добивање реални податоци. Логистиката ја обавија нашите колеги од порталот Coches заедно со најголемиот производител на полночи за автомобили во Шпанија, компанијата Circutor. Токму фабриката ни беше стартна целна точка. Пред почетокот на тестовите беа јасно дефинирани правилата на возење, пошто започна дводневното испитување. Маршрутата опфаќаше 67 километри искомбинирани со градско возење, магистрален и автопат. Таа се повторува се додека има енергија во батериите. Договорено е да не се пречекаруваат брзинските ограничувања, нема лимитирање на употребата на големите потрошувачи на струја во автомобилите како климата, греењето, греачите на седиштата или воланите. Во тестот, што се одржа од 4 до 6 ноември во тераса на Дофат на Барселона, учествуваа 15 најпродавани електрични модели на европскиот пазар. Беа застапени повеќе марки, како Volkswagen, Cupra, Nissan, Dacia, Renault, Honda, Mazda, Fiat, Opel, Peugeot, Citroen, Kia и Hyundai. Во текот на тестот добивме интересни и неочекувани резултати. Бидејќи сакавме да ги исцедиме батериите до крај и по индикацијата дека немаме веќе енергија, продолживме со возења се до конечно застанување на испитаниците. Некои од нив постигнаа до 90% од автономијата според WLTP нормите во реални услови, покажувајќи дека може да поминат од 14 до 37,8 километри и откако индикаторот за наполнетоста на батериите ќе покаже 0. Помеѓу 15 тестирани модели, 3 припаѓаат во сегментот А, 6 во погорниот Б сегмент и уште толку од средната ниска класа. Dacia Spring е најмалиот, но и најефтиниот електричен автомобил на пазарот. Створен е за градско возење и блиски релации со декларирана автономија од 224 километри. Малку е поголем по димензии Fiat 500e, италијанскиот шарм со кого зрачи зачинете со батерија од 37 киловат-часови, од каде добива слобода на движење до 320 километри. Првата потполна електрична Honda ја носи само буквата Е, како по изгледот да се познава дека е на струја. Има батерија 2 киловат-часови поголема од Dacia Spring, но декларира 2 километри помалку возење. Во
Во сегментот Б конкуренцијата е двојно поголема, каде Peugeot и Opel имаат по 2 представници, а Hyundai и Renault по 1. Забележително е што половина од нив се декларирани како кросовери. Идентична техничка спецификација имаат 4 модели, и тоа лавовите 208 и 2008 и нивните германски братучеди Corsa и Moka, сите со наставката E. Тие се наоружани со 130 конски мотор напојуван од 45 киловат-часови батерија, кои, во зависност од моделот, овозможуваат енергија доволна за поминување од 315 до 340 километри. Нов во електричната приказка е Hyundai, чија Kona изненадува по сите основи. Решена е да даде максимална слобода на движење. Најавените 484 километри радиус на движење ги подкрепува со најголема батерија во класата, која има 64 киловат-часа. Најстариот член на ова друштво е Renault Zoe, чија батерија од 52 киловат-часови е втора по големина во ова опкружување и декларира скоро 100 километри помал опсег отколку Kona. Потполно електрични возила со цена до 32.000 евра без давачки има и во средната ниска класа. Кај нас беа присутни 6. Тука е ветеранот, првиот електричен автомобил на светскиот пазар Nissan Leaf, чија батерија од 56 киловат-часови ветува 385 километри. Најскромни карактеристики пријавува Mazda MX-30 со само 200 километри дострел. Тоа се должи на можноста да акумулира само 30 киловат-часови. Една недела по завршувањето на EcoBest Challenge тестовите ќе го представи новиот Niro. Сепак тој ќе биде задвижуван од истите компоненти. Мотор од 204 коњи способен да извлече 455 километри, што е најголем деклариран домет во шесторката. Само што му почна кариерата, Citroen EC4 е единствениот представник на Stellantis во оваа класа. Како што следува, ја дели технологијата со Peugeot и Opel, па од 45 киловат-часови батерија цеди 352 километри. Тоа е за 70 помалку од германско-шпанските двојајчани близнаци Volkswagen ID3 и Cupra Born. Диаметрално им е различен изгледот, но генетскиот материјал е ист. Од 58 киловат-часови капацитет испорачуваа 421, односно 424 километри автономија. Дали домашниот терен ќе биде во корист на Cupra Born, ќе видиме во текот на тестирањето. Се запознавме со 15 автомобили кои ќе ги тестираме, но денеска гостин ми е мојот колега и председателот на Auto без жирито и идејниот творец на EcoBest Challenge, господинот Дан Варди. Дан, добре дојде во Автомагазин. Која е идејата на EcoBest Challenge? It's a long idea we had in AutoBest. Actually, I just counted. We came about 12 or 13 years ago with this, the Real Green initiative of AutoBest, as you remember very well, having these 15 cars to have a kind of real traffic check of what they can offer as a range. And that's a key message we will deliver to the European consumers, because they need to have reliable figures, reliable ranges for all these cars. We will not give a kind of advice to the people. It would be up to everybody to decide what is good for him or for her. Our mission is just to be sure that people will have a choice based on real figures. Ти благодарам, Дана. Ние одиме понатаму на
тестот на овие 15 електрични автомобили. Во градски услови на возење, електричните автомобили имаат предност, бидејќи секој од нив е опремен со систем за рекуперација. Тоа значи дека со секое одземање на забрзувањето и користењето на сопирачките, енергијата се користи за полнење на батериите. Па затоа во градски услови на возење декларираната потрошувачка на електрична енергија се намалува. На автопат приказката е поинаква. Не дека се разликува возењето од другите возила, но морате да внимавате како ја трошите вашата електрична енергија, бидејќи се движите линеарно и немате можност за рекуперација, односно за дополнување на батериите. Што побрзо возите, побрзо ја празните батеријата, но морате да направите распоред на полнење. Ние во нашиот циклус на возење и во процедурата имаме автопат, но од 70 км колку што ни е кругот на автопат поминуваме 30-тина. Дозволената брзина на автопат тука во Шпанија е 120 км на час, но најекономични се електричните возила доколку ги возите со 90 км на час. Тогаш рапидно опаѓа потрошувачката, но не можете да се движите на автопат со 90 км на час. 120 е вистинската мерка, а со 120 км на час брзина обично мејнстрим електричните автомобили може да поминат некаде околу 200 км. Крајот на возењата се доближуваше. Кај сите 15 учесници на тестовите индикаторите за енергија покажуваа алармантно ниско ниво. Целта ни беше да се испразнат батериите, да видиме колку километри секој од нив може да помине кога батеријата покажува дека е празна. Од разбирливи причини, цедењето на батериите го направивме во кругот на фабриката Циркутор, се додека не застанат автомобилите. И конечно ги исцедивме последните атоми на енергија од батеријата. Со тоа завршува и нашиот тест. Не беше поента на тестот на овие 15 електрични возила да прогласиме најдобар автомобил. Туку кој е најприкладен за секојдневна употреба и кој не одстапува од фабричките норми. Резултатите ќе ги видите сега. Тука се истакна ветеранот Nissan Leaf кој издржа дополнителни 37,8 км, но со 311 поминати километри постигна само 80,79% од декларираниот домет. Најдобар во овој сегмент се покажа малиот Спринг, исполнувајќи 98,67% од ветеното. Неговата мала тежина му помогна да се покаже и како најекономичен од сите со поминати 8,25 км по киловат час. Компањоните од сегментот А, Honda E и Fiat 500e покажаа пристојни манири. Италијанскиот Charmer помина 265 км, што е 83% од декларираното.
а јапонецот успеа да избутка 50 помалку од најавените 222 километри. Првата електрична Мазда има деклариран домет од 200 километри. MX-30 на шпанскиот терен покажа дека е способна да даде високи 92% од капацитетите. Резултатите што ги покажа корејскиот тандем Hyundai Kona и Kia Niro во децимали се разликуваа. За нијанса се истакна спортски обликуваниот Niro, кој оствари минимална предност пред својот донатор. Kona покажа помала потрошувачка пријавувајќи 6,98 км по киловат-час. Символични 500 метри помалку за истата количина струја помина Рено Зои, покажувајќи дека можете да се потпрете на неговите резерви, со кои помина 27 километри откако батеријата пријави дека е празна. Тоа е скоро двојно повеќе од корисниците на модуларната платформа на Volkswagen, кои покажаа скор од 5,85 км по киловат-час. Cupra Born и Volkswagen ID3 демонстрираа висока агилност и динамичност, освојувајќи со изгледот и функционалноста. Толку слични, а различни се следните 5 модели. Сите се опремени со батерија од 45 киловат-часови, имаат исти мотори и подготвени се да поминат преку 330 километри. Citroen EC4 потврди за цели 25% од декларираното, додека најдобра се покажа Opel Corsa, заокружувајќи 90% од ветениот учинок. 20% помалку демонстрира Moka, слично како Peugeot 208 и 2008. Според резултатите, сите тестирани автомобили покажаа повеќе од 75% реална автономија од наведената според WLTP нормите. Конкретно, 5 од 15 автомобили постигнаа повеќе од 90% од декларираната автономија според WLTP. Тестовите беа организирани независно со конзистентен метод за сите возила. Според оценката на Организациониот комитет на Автобест и жирито, кои вклучува експерти од 32 земји од Европа, финалните резултати представуваат добро просечно ниво, доста релевантен показател за сите електрични автомобили на тестот. Бевме изненадени од некои автомобили кои постигнаа реална автономија блиска до WLTP бројките. Реалната автономија добиена на тестот покажува дека електричните возила станаа совршена алтернатива за урбаните средини. Сите модели беа возени на различни патишта и сообраќајни услови со секојдневен стил на возење, се додека индикаторот за наполнетоста на нивните батерии не покажа 0%. Кај сите 15 тестирани автомобили останаа помеѓу 14 и 37,8 км реална автономија, што на оние кои возат електрични возила им овозможува релаксираност. Сепак, Автобест препорачува ова да се чува како стратешка резерва и подобро е никогаш да не се доаѓа во ситуација да се користи. Сигурно се прашувате што се случува кога ќе ви снема струја во батериите. Па погледнете како се сноѓаме. Come on, guys! Faster, faster! Attention! Faster! Slow. Се мачам со воланот, а како име на колегите? Go back. За мене беа ова возбудливи 2 дена.
2 дена кои беа исполнети со возење, многу внимание, но и многу задоволство. Задоволство бидејќи успеавме да покажеме и докажеме дека електричните возила имаат перспектива, но треба да се обврне повеќе внимание на она што го кажуваат производителите. Секако, оваа технологија добива се поголем замав и ќе биде се поприсутна на пазарот. Усавршувањата на електричните автомобили продолжуваат, батериите продолжуваат да стануваат се поефикасни и со поголем дострел. Јас ви благодарам за вниманието, ви посакувам се најубаво и се гледаме за 7 дена. Ке има повторно интересна приказна. До гледање.